Председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги, сведоци сме на последниве години дека имаме преамбициозни буџети, конструирани со превисоки суми и најголеми во историјата се некои, но гледаме дека нема реализација на приоритетни проекти кои што се за граѓаните и самиот ребаланс, ниту буџетот беше развоен, ниту ребалансов не е развоен. Генералните заклучоци од целосно ребалансот, дебатата за ребалансот во оваа општа расправа на комисијата е всушност дека имаме највисока инфлација, дека имаме највисок јавен долг, дека имаме највисоки цени на храна, горива, енергенси, но имаме најмали плати, најмал економски раст, најниски капитални инвестиции, генерално најлоши услови за живење во регионот, да не споредувам со европските земји. И сега ве слушам провејуван из вашите дискусии дека пандемија имало, дека војна има, Наке е крив, па не знам, ВМРО обструира и така натаму, а вашата неспособност воопшто не ја спомнувате. Доблеста за која што зборувавте денес и ја спомнувавте, воопшто не ја поседувате и затоа не ја ни спомнувајте. Затоа што со оваа влада се доведува во прашање и основното за граѓаните, а тоа е храната. Во време кога цел свет стравува и има проблеми со снабдување со храна поради војната, кај нас цените на храната отидоа во плафон, значи граѓаните не можат да ја купат храната, бидејќи порано оние прехранбени намирници што се купува за околу 500 денари, сега не може да се купат ниту за 1000 денари. И ќе говорам со конкретни бројки зошто велам дека е доведена во прашање и храната за граѓаните. Ако погледнеме во вкупниот буџет за Агенцијата за храна и ветеринарство, кој што се зголеми за 12% или 84.382 денари, извршена е анализа на ставките каде се најголемите промени предложени со ребалансот на буџетот и тоа каде еве пример има намалување. Прво во ветеринарно-здравствената заштита, каде што има намалување од 8.403 денари, од прилика 3%. Потоа има намалување во безбедноста на храната, од негде 19,3%. Има намалување во ветеринарно јавно здравство, од прилика 3,4%, но затоа има големување во капитални расходи, најголем дел во градежни објекти поради нова зграда, и интеграција во овој дел, значи за Агенцијата за храна и ветеринарство или безбедноста на храна во нашата држава, во делот за интеграција во Европската унија, зголемување од прилика негде 10-кратно. Значи, Република Македонија станува се повеќе увозно зависна од храна. Но дали храната која македонскиот граѓанин ја конзумира е безбедна храна? Од бројките што ги кажав, е генерален заклучок дека всушност вие не се грижите како институции, како влада, не се грижите за безбедноста на храната. Всушност, Агенцијата за храна и ветеринарство веќе втора година поред не може да спроведе јавна набавка за лабораториски услуги за мониторинг на безбедноста на храната, кој што е исклучително важен, бидејќи имам работена во таа агенција, знам колку е важно да се контролира храната и што све состои таа. Со што всушност директно го загрозува здравјето на граѓаните во Република Македонија. Значи, Државната комисија за жалби по јавни набавки ја поништува постапката за избор на најповолна понуда на јавна набавка за лабораториски услуги за мониторинг на безбедноста на храна, со укажување на мноштво недостатоци од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, при што се сторени битни повреди во изготвувањето на тендерската документација, спротивна на одредбите за Законот за јавни набавки. На овој сериозен пропуст всушност не се случува по прв пат. Во март 2020 веќе кажано дека неспособноста на СДСМ и Агенцијата за храна и ветеринарство и дека безбедноста на храната уште тогаш веќе беше сериозно загрозена, независно дали храната е од растително потекло, животинско, дали е за доенчиња, дали е затруена со пестициди или со тешки метали. Значи, причините се познати и во јавност излегоа дека има борба за проценти, дека корупцијата не ги одминува производителите, операторите за храна и трговците со храна и во позадина е всушност фаворизирање на лаборатории кои се со сомнителен капитал, капитал од соседна држава, капитал на ликови осудени
за дела поврзани со безбедноста на храната која наоѓаат плодна почва во СДСМ и Република Македонија за продолжување на своите криминални активности. И мене воопшто не ме чуди во институциите подоле да се случува криминал и корупција, кога имате генерален секретар кој што манипулирал со јавни набавки, уствари имате двајца генерални секретари, едниот кој што заврши за решетки, Мухамед Зекири кој што баш во делот за јавни набавки правил манипулации, претходно Рашковски ви заврши, имавте градоначалник од Ново село кој што криумчареше, имаше шверцувано цигари и така натаму. За вашите криминали и корупција, јас имам вака еден во едно сиже, да го кажам, мојата перцепција и на граѓаните е перцепцијава, да правевте проекти, да реализиравте проекти колку што правевте скандали, ќе бевте најуспешна влада. А вака сте влада која што е во длабок минус. Сушност со вас растат долговите, дури и платите се доведоа во прашање на вработените, бидејќи ребалансов служи всушност за субвенционирање на платите. До таму ја доведовте работава, до толку го доведовте македонскиот народ до просјачки стап. Значи, како што кажав, и буџетот немаше развојна компонента и ребалансот нема развојна компонента. Нема подобар квалитет и поголем квалитет на образованието. Вие прогресивните, кои што го наказавте образованието со нефункционална државна платформа, со дигитализација што не се спроведе, а се земаа парите и така натаму, вие во ребалансот само има покачување на платите во образованието и придонесите на платите, и тоа плати за плати на доместот има зголемување од вкупно 266 милиони 586.000 денари, од кои што 209 се за покачување на платите и околу 57 за придонеси за социјално осигурување. И јас немам дилема воопшто треба да се зголемат платите во образованието. Ниту сум против, ниту имам дилема. Воедно, зголемувањето на стапките на буџетот во Министерството за образование и наука е всушност заради зголемување на цените на комуналните услуги, грејење, комуникации, транспорт, договорни услуги и други тековни расходи. Има зголемување од 489 милиони денари во тековни трансфери до ЕЛС, субвенции и трансфери исто така има зголемување од 382.000 денари и други градежни објекти каде што има капитални расходи нешто незначително малку. Значи, после катастрофалните реформи имате катастрофални политики и во ребалансот на буџетот и мерки. Инаку, ако се анализира, всушност во земјоделието, откако го разгледав овој дел, во делот за финансиска поддршка за земјоделството и за руралниот развој се предвидени 918 милиони 900.000 денари, а претходно со буџетот биле предвидени 1 милион и 125.000 денари. Всушност има кратење или намалување од 206 милиони денари. И се потврдуваат, исто така уште се потврдуваат еднаш дека во текот на оваа година нема да се реализираат пари по основ на пренесени обврски од претходни години, а воедно и за 6 јавни огласи кои се објавија со крајен рок за апликација 20 маја. Тука се тие всушност огласи за добиток, за рурална жена, за трактори, за силоси, опреми за тутун и така натаму, и всушност нема да се обработат апликациите и во текот на 2022 и нема да има можност исплата, односно парите за овие огласи ќе се пренесат во наредна програма како акумулирани обврски од претходните години. И ве слушам цело време ги напаѓате градоначалниците на ВМРО ДПМН. Тие всушност посветено си ја работата и честно гледаат да ги остварат проектите кои ги ветија пред граѓаните. Во исто време се соочуваат со страшна обструкција од централната власт, која што ја предводи СДСМ, и дуи за време на светска енергетска и економска криза. Дополнително, владата на СДСМ, всушност вие ги кратите средствата за поддршка на општините и дотациите
со што наместо да им се помогне на општините, дополнително ги саботирате и ги ставате во поголема финансиска лоша состојба. И кога јас зборам дека одбивате амандмани за политички неподобни општини, во кои спаѓа и мојата општина Газибаба, каде што никогаш немате победено и нема да победите, лютите, а тоа е генералниот заклучок дека секој буџет или ребаланс го креирате така што донирате средства во политички подобни општини, во политички неподобни не сакате ни да чуете. Дури беше искажана денеска лага дека се прифаќаат амандмани. Во ова собрание во Македонија не се прифаќаат од опозицијата и не ја манипулирате јавноста. Учествувам во некоја расправа за буџетот. Значи, во голем дел не се исплаќаат блок дотациите, кои што следуваат согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Воедно, поскапувањето на електричната енергија дополнително предизвика финансиски потешкоти во општините и сметките за јавно осветлување, како и тие за електрична енергија на општините, јавните предпријатија и образовните институции се драстично зголемени, а во некои случаи дури и над 400%. Покрај игнорирањата на барањата на општините за инвестиции во комунална инфраструктура, не само што не се предвидени средства за нови проекти, туку целосно се блокираат и проектите за кои претходно се давале пари, додека биле ваши градоначалници. Тоа е тоа. Говореа моите колеги многу за задолжувањето, за инфлацијата и така натаму. Јас всушност не би се повторувала во тој дел, но накратко би спомнала дека всушност проблемот дека задолжување има, но и дека има и поскапување. И тоа е клучниот парадокс на оваа лоша економска политика која што ја води власта, а тоа е дека парите одат во дупка, односно граѓаните не ги гледаат парите. Значи, ако имаше капитални инвестиции, да имаше градење на инфраструктура, ќе разбере парите одат таму, но ниту се градат хидроцентрали, ниту се градат мостови, ниту има проекти во железница, во болници, во градинки и така натаму, а од друга страна поскапе од леб, брашно, масло, основни производи и така натаму. И клучното прашање се поставува меѓу граѓаните каде одат парите. Не ццкете, колешке, треба да ццкаме ние за вас кога зборите. Значи имајте култура, барем да изслушате, и онака партал го направивте и уставот, и деловникот, и етичкиот кодекс на однесување на пратениците, ќе ве молам барем основна култура и основно почитување покажете кон колешка. Значи, инаку, има уште еден податок, дека Генералниот секретаријат на владата, од кој што два претходни генерални секретари ви ги спомнав, веќе се под кривичен прогон, има неверојатен буџет од 660 милиони денари. Значи, овие 660 милиони денари не подлежат на никаков систем на контрол. Отчетност, транспарентност, јавни набавки, ништо нема од ова. И дополнително прашање и за овде, каде одат тие 660 милиони евра. Значи, пример, ако сакате да споредите со 2008, каде исто така имаше светска економска криза, тогаш генералниот секретар имал буџет некаде околу 34 милиони евра, значи 22 пати помал од сегашниот буџет на генералниот секретаријат. Што направивте грешки? Јас многу пати ви укажувам дека со кој закон да го донесете предизвикувате едно такво цунами во областите во кои што ги носите, што не може да се опорават потоа со години. Така беше катастрофален законот со прогресивниот данок. Кога укажувавме дека треба да има рамен данок и кога увидовте за неполна една година примена, го ставивте на стендбај или на одложена примена и тој закон треба да се врати сега наредната година, од 2023 година. Значи, што треба да се направи? Прво треба да се врати системот на рамен данок, намалување на данокот на добивка и персоналниот данок на 8%, со што Македонија би била со најнизок данок во Европа, и тоа е прва работа. Друго, треба да има стимул и поддршка на домашните инвеститори низ бескаматни кредитни линии, кои што би ги поддржала државата и сериозни грантови. А инаку видовме дека поради новонастанатата ситуација во светот со војната, сушност и кредитните стапки ќе се зголемат. Требаше да се зголемуваат и да се привлекуваат странски инвестиции, кои што вие ги покосите како влада, и никако да признаете исто така тирзовите кои што ги анатемисувавте многу во минатото, никако да признаете дека всушност дел од буџетот кој што се полни всушност се реализира, се добива токму од тирзовите кои што вие ги анатемисувавте. Странски
инвестиции нема. Во најниски во регионот, сите држави одоколу имаат повисоки инвестиции. Она друго што ме загрижува, што сакам да го истакнам, бидејќи е кратко времето, навистина не може да се постигне све да се искаже, е дека всушност платите со кои што вие се фалите, посебно да, минималната плата, поздрав дека си ја донесовме, но дека платите всушност ја изгубија битката со цените. Затоа што инфлацијата, која што не ни е увезена, туку е создадена од вас, всушност го изеде покачување на минималецот. Значи, создадовте разорна инфлација и ние можев дека да се расфрламе цел ден со бројки. Факт е дека имаме граѓани во длабока сиромаштија, дека имаме преголем јавен долг, дека имаме граѓани кои што не може да го поминат денот и немаат дури ни 100 денари за на ден да го поминат, затоа што литар масло се покачи за 107%, килограм брашно се поскапе за 83%, литар млеко е поскапо за 47%, шеќерот за 36%, бензините за над 80%, плаќаме поскапа струја за 30% и поскапо парно за 15% и од јули има ново покачување или зголемување на цената на струјата. Значи, планирате ново задолжување преку ММФ од 900 милиони евра, со што јавниот долг ќе надмине 8 милиарди евра или ќе се приближи до 70% од бруто домашниот производ. Кога беше помалце од 50% пред доста години, овдека за малце стој на раце ќе правевте и паѓавте у несвест дека е грчко, не знам какво си сценарио, ама сега за 70% од БДП мудро си молчите. Всушност, ветувавте, имавте едно изборно ветување дека ќе имате 5% економски раст до крајот на мандатот. 2 мандати ви поминаа и ве слушам како велите сте победиле на сите избори. 2016 победивме, не формиравме коалиција. Значи сте изгубиле тогаш. 2020 прашањето како сте победиле? Со подкуп со народни пари. Имавте овде една бивша пратеничка колешка и не се спомнува тие што не се тука, но бивша министерка која што за судски процеси и за затвор ставање тек ќе гледате и ќе слушате. Да, бидејќи цел ден прети тебе слушам ви провејува тоа и некако се гордеете со тие исценирани проекти, зашто друго и не знаете што треба да правите, зашто таква ви е едноставно матрицата. Но знаете како? Кој се смее, на крај најсладко се смее. И не би сакала не би ви посакала да се случува она што вакво случува како на партија, но од друга страна, ние сме навикнати да бидете вие олигарси, да бидете вие елитата во државата, која што има имоти во Дубаи, а ние да бидеме во вековна борба и стремеж за националните интереси. Да не отвараме тема по тема за националните интереси, видовме денеска за францускиот предлог, ве молам, имате премиер кој што не знае што содржи и ќе дознае за неколку дена ако му дошепнат од Бугарија. Па ние све дознаме преку Бугарија, треба да заќутите и да се срамите. Ја да сум на ваше место не би отворила уста и не би се појавила овде на говорница да говорам. Е така. Инаку, бомбасти што зголемувавте плати на суди и на судски совети, додека за службите во судовите воопшто не се грижите. И тие најавуваат штрајкови. Ги оставивте на просечки стап. Имате штрајк во управата за матична евиденција и луѓето не можат извод да се извадат во време кога има уписи во средни училишта, во време кога ќе има уписи на факултети и така натаму. Вие ќе зборувате за одговорност. Затоа пак ги одбивте нашите закони кои што се предлагаа по итни постапки за намалување на акцизи, со што ќе се намалеа цените. Не ги продолживте мерките од крајот на мај, чекавте да рипнат цените во плафон и тогаш да ги замрзнете цените. Мислам, толку сте провидни што секој еден граѓанин знае точно што правите во економијата. Инаку, да ве потсетам, го памтите она видеото со човекот кој се врати од Германија во Македонија заради минимална плата да работи во една фабрика и дека има германски услови во таа фирма. Всушност, во таа фирма има афрички услови за работа. Затоа што
вработените работат 6 дена по 8 часа, работат и во сабота, работат и во празници. И пример за 24 мај работеле, ја можам и фирмата да ја кажам со име, и при тоа не добивале никаква дневница. Не двојна за празник. И вие ќе кажувате овдека демагоги и истиот тој премиер ваш што беше таму во таа фабрика. Значи, затоа кога гледаме како всушност ги трошите народните пари, ништо само да ве потсетам, новиот прибор во владата која што ви чинеше 90.000 евра, златниот прибор на премиерот. Додека вработените во Македонски пошти протестираат поради неисплатени плати, генералниот секретар на владата на Ковачевски и Заев, Мухамед Зекири, во 4 очи ангажирал консултантска куќа на која на сумнителен начин се платени близу 1 милион евра. Значи, ако највисоките представници во вашата влада се коруптивни и се со огромни милионски скандали, што останува за другите? Значи, тие треба да бидат пример, тие всушност е пример како не треба. Значи, над 2 милиони евра во ек на пандемија и економска криза потрошени за луксузни возила. Значи, Ковачевски лицемерно носи мерка за забрана на набавка на мебел, а изминативе неколку месеци набавиле мебел од 300.000 евра. Значи, друго, владата знаела дека ќе има криза, но затоа набавила над 400.000 кафиња, вкупно потрошила над 2 милиони евра за непродуктивни трошоци, а вие бевте таа прогресивната влада која што ветуваше ќе крати непродуктивни трошоци и така натаму, видовме, од коли скапи, од мебели и така натаму. За безбедноста во нашата држава, за битноста за здравјето не би говорела. Буквално направивте пустош во овие области. Друго што сакам да истакна, она што е загрижувачко според мене, само да најдам страницата, да. Бидејќи е кратко времето, всушност, нешто што загрижува, исто нешто вие што најавувавте, дека според Државниот завод за статистика, всушност, според објавените податоци, има намалување на бројот на работоспособно население и изнесува 1.468.000 скоро, или 58.000 помалку отколку на пописот, активно население околу 811.000, вработени 691.000, што навистина е голема промена за така мал и невработени околу 120.000. Она што загрижува е дека е 90% всушност од сегашните овогодишните матуранти избрале да полагаат англиски јазик, а само 7,7% математика. Што значи дека во иднина ќе имаме премалку инженери, а во изобилство или во изобилие ќе имаме ниска платена работна сила која што ќе се распрсне по светот. Колешка Пешевска, превршувате со мислата. Да, и ако се извинувам, и ако не сте свесни, она што ветувавте дека 600.000 граѓани ќе се вратат во државата, да знаете дека по 10 до 20.000 дневно ни одат од државата. Благодарам. За реплика е